Продолжува второто надпреварот со второто повреме. Во моментов е 6:1 за Железарец. Ранготов, Тодоровски. Удар на Ранготов, меѓутоа Станковиќ одлично одбрана, уште еден прекрасен удар на Петровиќ, овој пат уште една убава одбрана на домашниот голман, останува 6:1, нов напад за гостите. Петровиќ напред до Дани, меѓутоа не успеа да го пронајде, аут ќе биде тоа за Илирет. Алиу беше тоа, не успеа топката да скроти. Дани сакаше го проигра Мартин Тодоровски, не успеа, против напад на домашните. Шанса за капитенот Османи, меѓутоа дирекот беше сојузник на Удоволиев. Играта продолжува. Ранготов, Дани, Тодоровски, Петровиќ, Ранготов, Дани. Шанса за удар за Дарко Ранготов. Испрати Ранготов удар, меѓутоа не опасен за голманот Станковиќ. Инаку што се однесува до ова 16-то коло, досега се завршени надпреварите Велес Шкупи 4:5 и Се универзитет Мал Ајакс 7:6. Во истиот овој момент се игра надпреварот меѓу Јувентус и Црна Река, а Скопје во 19:30 часот ја пречекува екипата на Хедис. Што се однесува до местото на табелата, само да погледнеме. Османи освојува топка, Алиу, Османи, Удоволиев брани, против напад Дани, десно го има Ранготов, лево се извинува, меде го Мартин Тодоровски, не успеа топката да дојде до Мартин Тодоровски, бидејќи Еркан Алиу успеа да ја допрева топка и да исфрли во аут. Што се однесува до местата на табелата, неприкосновен е Железарец на првото место, Илирет е пети, без шанса да го подобри местото, меѓутоа исто така не може ни да падне подолу, бидејќи под него е Мал Ајакс, а над него е Јувентус. Со повеќе бодови разлика, како и да е, останува без оглед дали ќе победи или ќе доживее пораз, останува Илирет на петото место на табелата. Османи напред сакаше да го проигра Адеми, чином беше тоа, не, сепак Рамадани, не успеа, тргнува Дарко Ранготов. Прилика за Дани, не успеа Дани, а сега Рамадани го минува Мартин Тодоровски одлично до својот соиграч. Само момент да видам кој беше тоа. Во прекрасна ситуација Адеми, не успеа Адеми да го совлада Илчо Удоволиев. Дани Тодоровски, Дани е во средина, лево го има Петровиќ. Петровиќ дојде побрз, меѓутоа не успеа и да дојде до топката. Сега Алиу изнудува аут за својата екипа. Тргнува во напад Илирет. Тодоровски назад до Петровиќ, повторно Тодоровски, Дарко Ранготов, удар на Ранготов и ќе биде тоа корнер за Железарец. При овој обид се повреди Ранготов. Дали се работи за нешто посериозно? Излегува Ранготов во секој случај. На негово место Зоран Левески. Османи, Адеми.
повторно Османи, Алију, интервенција на Глигоров и ова прилика за Рамадани пропадна. Аут ќе биде тоа само за домашните. Адеми, греши Адеми, смирува одлично Глигоров, сега Зоран Левески тргнува, нема никој по десна страна, сега се открива Левски, удар на Левски, за малку не стигна токмата до Таулант Исмаили, прекршок ќе биде тоа од Зоран Левески. Рамадани е крај топката и Османи бара Удоволиев да се намести живиот зид. Алију оди на десната страна. Рамадани, Алију, Рамадани, Глигоров пред него испрела топката во корнер. Ќе го изведе Рамадани. Еве прилика, Левески присебен, десно го има Левски, оди Левски сега сам, одличен против напад и 7:1. 7:1, прекрасна акција Левски и на капитенот на Железарец не му беше тешко да ја погоди празната мрежа. Седем спрема 1, истекна 24-та минута од средбата. Османи, Адеми, повторно Османи, ја губи Османи топката, Левски, сам Левски, Исмаили, 8:1. 8:1, на почеток на ова второ полувреме, тргна колата на Кумановци низбрдо. Овој пат Александар Глигоров ја искористи невнимателноста на двајца фудбалери на домашната екипа, топката дојде до него, а тој лесно пласираше во празната мрежа. 8:1 во овие моменти Железарец делува како казнена експедиција, висок резултат, повторно ќе биде тоа висока победа. Бодовите мислечи не ајде да не прејудицирам, меѓутоа не се веќе во прашање, не е во прашање кој ќе ги освои бодовите. Останува во прашање само резултатот. Левески, удар на Левески и одбрана на Станковиќ, корнер за Железарец. Глигоров, Станковиќ испрела топката во аут. Левески. Левски прекрасно се ослободува од Адеми, сега Зоран Левески, назад кон Исмаили, Левески, обид да се излечат домашните играчи од својата половина, Глигоров до Исмаили, назад кон Глигоров, лево Левески, кого ќе проигра Левески, еве прилика убава беше за Зоран Левески, сакаше атрактивно да го совлада Станковиќ, кој веќе беше паднат, меѓутоа не успеа да го погоди голот. Напад за екипата на Илирет. Алију, се уште Алију, Адеми, сега Адеми ја влече топката, а Лили со број 10 упати удар, меѓутоа високо над голот. Не беше тоа силен удар, сега имаме напад на Железарец, Левски под левата страна до Глигоров. Левски удар блокиран од Алију, топката оди во корнер. Ќе го изведе Александар Глигоров, кој е задолжен за изведување на овие удари. Го гледа распоредот на своите играчи. Левски се извинувам, крај голот во гол-аут, останува 8:1. Алили греши, Хасан не успеа да дојде до топката. Еве нова грешка сега на домашните, среќа немаше никој да ја казни од гостинската екипа. Левски
Исмаили Левески и 9:1. 9:1 за 4 минути, 4 гола на гостите. Лошо влегува фудбалерите на Илирит во ова втора полувреме, дозволија 3 пати да биде за тресена нивната мрежа, а не успеа ниту еднаш да ја загрозат. Еве сега нова шанса за гостите, меѓутоа не успеа Глигоров да ја доврши оваа акција. Алили се бори со тројца фудбалери на Железарец, однапред беше осуден на неуспех. Сега Леовски, удар на Леовски, меѓутоа ќе беше подобро да го проиграше Исмаили на левата страна. Исмаили беше сам. Леовски сакаше да си даде оддушка на некој начин, да постигне атрактивен гол, меѓутоа сгреши. Како да, играта продолжува. Алиу со број 70, тоа е Рамадани, не успеа да спаси аут. Измени во екипата на Железарец, влегува комплетно нова постава. Тоа е тоа што Железарец, освен професионализмот, може би го делува во другите екипи во Македонија. Има голем избор на играчи. Застанав да видам како ќе заврши оваа акција. Домашните имаат сега напад. Удар на Алили, меѓутоа од Мартин Тодоровски топката оди во аут. Додека противничката екипа, па и повеќето од првата футсал лига на Македонија, играа со 4-5 играчи, толку се во оној посакуван можеби квалитет. Еве на убав удар на Хасан од далечина. Рамадани пред Удовалиев коректно застана да не направи некоја повреда. И кога уморот почнува да ги стасува противниците, тогаш, како би рекол, додава газ Железарец и едноставно ги меле. Убав Крстевски, убав удар и уште поубава интервенција на голманот Станковиќ. Ова е момент кој што, без оглед на тоа што не беше постигнат, го обележува ова втора полувреме досега. Прекрасен волеј и уште поубава парада на голманот Станковиќ. Дани, Тодоровски, Крстевски, Дани, Петровиќ, удар на Дани блокиран од Адеми, сега Хасан, Алили, Хасан, Рамадани, Алили против напад, еве го Хасан, греши Хасан, топката е крај него, меѓутоа излегува. Удоволиев одлично одбрани, Петровиќ и единственото исправно во овој момент го прави Иван Крстевски, исправа топката во аут, меѓутоа некаде на средината на теренот да се вратат неговите соиграчи. Тодоровски, Петровиќ, Дани до Тодоровски, меѓутоа Алиу ја испрала топката во аут. Аут ќе биде тоа за Железарец и го изведе Дани. Петровиќ, Дани, сакаше го проигра Крстевски. Одалили топката е во нов аут за Железарец. Тодоровски. Се ослободува Крстевски. Заедно со Петровиќ, удар на Петровиќ. Корнер ќе биде тоа за Железарец. Овди Тодоровски да го изведе. Дани, Петровиќ, Тодоровски, прекрасен удар. Среќа што беше тоа, среќа за Илирет, нели? Што беше тоа во голманот Станковиќ, кој покажува дека има одличен рефлекс, испрала топката во нов корнер. Се игра 29-та минута од надпревар. Еве го Дани, тимали удар, така и Станковиќ уште еднаш убаво брани. Овој пат аут за Железарец.
Петрович. Тодоровски и одлична интервенција на Станковиќ, по трети или четврти пат го спасува голот на својата екипа. И уште едно Станковиќ. Сега и напад на Илирет. Дани ја однесува оваа топка, аут за Железарец, а Лили ја испрла топката. Петрович е во крај неа, Дани Петрович, повторно Дани, напад на Железарец. На што ќе се реши сега Дани до Тодоровски, а овој сакаше го проигра Петрович, греши Рамадани, сам Рамадани, а Лили и 9:2. 9:2, по многу промашени прилики за Железарец, казнуваат домашните против напад Рамадани, Алили, и овој вториот не греши, по втор пат постигнува гол и го смалува водството на гостите на 9:2. Крстевски сега не успева, Исмаили испрела топката во аут. Крстевски ја носива топка, удар на Крстевски над голот. Османи, Алили. Меѓу двајца не успева, Крстевски, Алили прекинува, греши Хасан, меѓутоа поправа Рамадани. Исмаили во аут за Железарец, влегува Глигоров, влегува и Леовски. Аут ќе биде тоа за Железарец, ќе го изведе Игор Леовски, се отвара Исмаили, Ранготов до Исмаили, удар на Исмаили, шанса, и Александар Глигоров е тука да поправи, да го казни секој момент на невнимание на домашните. Ова е, мислеше, негов втор гол, 10:2 за Железарец. Точно 10 минути до крајот на трет гол, се извинувам на Александар Глигоров. 10:2 за Железарец, точно 10 минути до крајот на надпреварот. Рамадани. Османи не се сврте баш најдобро, не упати најдобар удар Османи, шансата пропадна, сега Игор Леовски. Глигоров, Леовски и одлична интервенција на голманот Станковиќ. А сега обид да се проигра Рамадани, акцијата ја прекинува Исмаили, Османи, Алили. Домашните бараат пенал, наводно Исмаили играл со рака, судиите не мислат така. Глигоров, не успеа Глигоров да го совлада Станковиќ, а сега Алили го мина Удовалиев, меѓутоа не успеа и да го погоди празниот гол. Повторно нервозна интервенција на Алили, за вакво нешто доби жолт картон во првото полувреме, овој пат судиите му прогледаа низ прсти, настрада матинелата, онаа реклама што е позади голот. Ранготов, удар на Ранготов и блокирање од Османи. Ќе биде тоа корнер за гостите. Глигоров ќе го изведе корнерот. Ранготов. Нов корнер за Железарец, блокираше Хасан. Нова прилика, што вела сега судиите, гол аут. Од сето ова само гол аут. Станковиќ, Стефан, голманот на Илирет, го почна овој напад, сега Османи.
обид да се проигра Османи, одлично блокираше Исмаили, одлично игра во одбраната Таулант Исмаили. Ранготов лево очекува топка, меѓутоа Григоров сакаше го проигра Левовски, греши Алили, оди Алили сам и се уште Алили сам и интервенција на Удовалиев. Сега против напад на Железарец, десно Григоров сам Исмаили, удар и Станковиќ одлично брани. Фудбалски го направи тоа, логично го направи тоа Исмаили. Григоров беше на десната страна, го повлече својот противник, остана сам Исмаили, упати убав удар, меѓутоа и Станковиќ повторно беше на висина задачата. Его Исмаили уште еднаш, Ранготов и не се снајде Ранготов најдобро по овој удар. Хасан, Алили, Рамадани, што велат судиите, имало игра со рака на Левовски. Алили е крај топката. Ќе има ли директен удар или ќе има проигрување? Сепак проигрување. Рамадани, греши Рамадани. Ранготов пресекува Османи, топката е аут за Левовски. Исмаили, оди Исмаили сам, Григоров. Зошто ли само се врати Григоров позади, имаше прилика да избега на левата страна. Исмаили ја прекинува акцијата. Се уште Исмаили. Аут за Железарец. Дани изигра назад се Удовалиев, повторно Дани, сега е Левески. За момент Левески се стопна, меѓутоа Петровиќ до Дани, аут за Илирет. Алиу до Османи, оди Османи се уште и греши на крајот. До крајот на надпреварот уште е околу 6 минути. Левески до Петровиќ. Дани. Левески, Дани. Напред до Левески, меѓутоа побрз Алиу, Адеми. Адеми за момент ја губи топката. Успева да се избори за неа. Прекрашок ќе биде тоа за фудбалерите на Илирет. Адеми, Османи, Хасан, не успева поред Крстовски, аут нов за Илирет. Адеми во дуел со Петровиќ, Османи, Адеми, Удовалиев излегува брани. Петровиќ до Зоран Левески. Топката ја одзима Хасан. Меѓутоа аут ќе биде тоа за Железарец. Поитер беше во овој дуел Иван Крстевски. Дани. Крстевски, Дани. Петровиќ. Крстевски. И дали сега Дани спаси гол. Не успеав да видам или беше покрај стативата, како и да е. Убава прилика беше тоа за Железарец. Петровиќ, удар на Петровиќ, аут за Железарец. Измена на голот на Железарец. Ајде само момент, прекрасна прилика пропушти Зоран Левески. На голот на Железарец влегува младиот Сезинова Муслиов Ресо. Младинец
Дани освојува топка. 11-2. Петровиќ, Драган Петровиќ не пропушти прилика да го зголеми водството на Железарец на 11-2. Недостигот на кондиција се чини своето. Го плаќаат данок од домашните фудбалери на тој факт. Тенка е клупата на Кумановци. Не може да го издржат това темпо, а сега прекрасна акција би кажал на Рамадани, кој се ослободи од своите чувари, меѓутоа успеа да го погоди само дирекот, а сега Станковиќ излегува далеко од својот гол за да исправи топката во аут. Дани, удар на Дани високо над голот. До крајот на надпрварот уште нешто повеќе од 3 минути. 11-20, само да подсетам дека во првиот надпревар, во првиот круг беше 10-4 за Железарец. Османи, удар на Османи, шанса сега за домашните. Удоволиев Ордис одбрани и дали имаше игра со рака тука на Дани. Одлична интервенција беше тоа на Муслиов Ресулј. Меѓутоа имало игра со рака, велат судиите на Дани, и тоа ќе биде пенал за Илирет, ќе го изведе со број 70 Рамадани, залет, удар и 11-3. 11-3. Голот го постигна Беким Рамадани. Левески оди Левески со број 13 во игра влегол Јавашев, беше во убава прилика, повторно Јавашев и крај голот во голаут, а сега против напад на домашните. Муслиов отстрани топката да излезе во голаут. Јавашев, Левески, оди Левески и се уште Левески. Назад кон Јавашев, не успеа Јавашев да ја фати топката, меѓутоа спасува Зоран Левески, им покажува на помладите како треба да се борат за секоја топка и за својата екипа. А сега Муслиов му прави против напад на Железарец преку Петровиќ, лево е Јавашев, не успеа Петровиќ да го проигра Јавашев. Ќе биде тоа аут за Железарец. Жолт картон за Зоран Левески. Веројатно заради тоа што отиде малку одмазнички на својот соиграч во една прилика која беше фаулиран, меѓутоа судиите не досудија прекршок врз него. Како и да, играта продолжува, победата на Железарец е неспорна, високо убедлива. Дали ќе има уште голови, останува да видиме, до крајот уште е нешто повеќе од една минута. Адеми. Се обиде Рамадани таму да извади нешто повеќе од овој напад, не успеа покрај Јавашев. Само да видиме оваа прилика како ќе се следува. Јавашев, се уште Јавашев, оди сам Јавашев, упати удар, меѓутоа крај голот. Триесетина секунди до крајот на надпреварот. Османи, Адеми, Рамадани,
Османи. Османи сам ја губи топката од Левовски, а сега Јавашев, повторно Јавашев, оди сам Јавашев, имаше прекршак, тука судиите не да судија ништо, како да е 7-8 секунди до крајот на надпреворот. Рамадани, удар и конечен резултат на оваа средба 11-4. На една секунда пред крајот на надпреворот 11-4, нова победа, нова убедлива и висока победа на Железарец.